Ова меѓународно училиште на јужниот дел на Малезија обезбедува американско образование за ученици во Југоисточна Азија. Отворено во 2018 во училиштето има околу 160 ученици. Грег Малоберти е директор на училиштето. Големиот прв бран на ученици кои дојдоа беа сите од Кина. За време на COVID тоа се промени и имаше дури 61% корејски студенти. Училиштето се наоѓа во Форест Сити, развоен проект раководен од кинескиот гигант за недвижнини Country Garden. Со визија за сместување на 700.000 луѓе на 4 обновени острови меѓу Малезија и Сингапур, овој мега проект треба да биде завршен во 2035. Но напредокот е обременет од проблеми, при што во моментов живеат само околу 9.000 жители. Овде немаше многу студенти и затоа е многу мало и тешко да се водат организации. Но тоа на некој начин помогна да се изгради многу силна заедница, бидејќи тоа се само луѓето што ги познаваме. Многу мала група. Развојот се стремеше да привлече богати кинески купувачи, но во 2016 Пекинг го ограничи користењето на кинескиот капитал во странство. Потоа, во 2020 се појави COVID. Границите беа затворени во Кина и Малезија, што дополнително ја ограничи продажбата на Форест Сити. Фирмата Country Garden, која поседува 60% од акциите во Форест Сити, е еден од неколкуте предприемачи погодени од кризата на пазарот за недвижнини во Кина. Компанијата е во финансиска опасност и пријави загуба од 6,7 милиарди долари за првата половина од оваа година. Без разлика дали сте веќе жител, купувач или потенцијален инвеститор кој го анализира проектот, големи неодговорени прашања ќе бидат што ќе се случи со нафтоводот за идниот проект, како да се поврзат островите, дали ќе биде завршен проектот. Но некои што работат на проектот остануваат оптимисти. Овде функционираме како училиште во Форест Сити, кое е префрлено од Country Garden во Кина и наведено е во Хонг Конг. Значи, ние сме секако изолирани од се што може да се случи во Кина. Компанијата Country Garden инсистира дека незините проекти во Малезија функционираат нормално, а малезиската влада го означи Форест Сити како специјална финансиска зона за да ги поттикне инвестициите. До сега се изградени 28.000 стамбени згради, од кои над 80% се продадени. Овој луксузен стан е еден од нив, иако многу имоти се купени како инвестиции и постои загриженост за ниските стапки на искористеност. За сега, звукот на тишината лебди во воздухот. Овој проект беше замислен како рај со совршена клима и поглед на море. Но, бидејќи финансиските проблеми надвиснуваат, тешко е да се види каде е иднината на Форест Сити.